Добар ден! Започува уште едно ново издание на емисијата 0 плюс месеци на телевизија Телма, овој пат посветено на исхраната. Житарките обезбедуваат голем дел од дневните енергетски потреби на децата. Се работи за сложени јаглехидрати кои што се наоѓаат во основата на пирамидата на исхраната. Кои житарки се добри за децата е денешното прашање на кое што одговор ќе добиете од Надица Илиевска, дипломиран нутриционист. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Житарките се најчесто првата немлечна храна која што се воведува како дохрана кај децата. Се работи, како што веќе споменав во самата најава, за многу важна алка во исхраната. Што се содржат житарките? Зошто се толку важни? Прво да напоменеме дека кога зборуваме за житарки и кога зборуваме за нашите најмили, секогаш треба да почнеме со целозрнени житарки, затоа што само во целозрнените житарки е богатството и на витамини и на минерали, солидно количество на протеини и сложени јаглени хидрати кои преовладуваат. Доколку се работи за преработени житарки, голем дел од сето тоа богатство на нутриенти е намалено или пак го нема, што значи дека самата житарка, значи зрното, е многу избалансирано во самиот сооднос на нутриенти плюс билни влакна, витамини и минерали, погодни за раздвижување на перисталтиката на малите деца и на тој начин и за улеснување на апсорбцијата, односно искористувањето на другите корисни нутриенти кои што ги има во зрното. Така. На кој начин всушност се губат хранливите материи? Што се случува при преработката и дали тоа значи дека треба да ги подготвуваме сами житарките дома или да се купуваат готови производи? Најдобро е житарките да ги подготвуваме сами. Одредени испроцесуирани или преработени житарки под одредени услови имаат солиден нутритивен квалитет. Но морам да нагласам дека не треба да бидат доминантни. Треба да бидат заменски во денови кога се нема време, понекогаш промена на менито. Меѓутоа, преработените житарки, кои што се многу популарни, не треба да доминираат во исхраната. Јас препорачувам да доминираат целозрнените житарки кои што сами ги спремаме, а понекогаш, посебно во подоцнежниот тек на, значи кога ќе подпораснат најмалите, тогаш повремено да ги користиме нив, бидејќи и во зависност од припремата, и во зависност од тоа колку стојат, со што се комбинирани, секако дека губат дел од нутриентите. Основната приказна на ваквиот начин на процесирање на житарката е, како и за се во технологијата, да се продолжи рокот на траење и да се овозможи да не бидат расипливи, нападнати бактерии. Целото зрно има солидно количество на протеини, тие се доста расипливи, има и масти, тие исто така подлегнуваат на оксидација, односно на ужегнување, може да бидат нападнати од мувли и на тој начин се прибегнало во технологијата на нивна преработка. Сега каде треба да се застане со преработката? Најчести на пазарот преработени житарки се снегулките и експандираните житарки. Постои разлика помеѓу едните и помеѓу другите. Постојат два начини на кои што се припремаат во производство. Првиот процес кај снегулките како краен производ е екструдирање. Тоа е зрното прво, му се разбива скробот, ќе се обидам поедноставно да ги објаснам работите, со разни технолошки процеси, како желатинирање на скробот, омекнување, распукнување, се ставаат, значи, под висок притисок и на висока температура на кратко време. На тој начин потоа се мелат, се добиваат снегулки, се дехидрираат. Кај снегулките количеството на вода што се остава е поголемо за разлика од експандираното и потоа тие се погодни за конзумирање без претходна термичка обработка. Доволно е само да се накиснат. Експандирањето, најчесто експандиран ориз, е со експанзија, значи исто, висок притисок, висока температура, кратко време,
се додава воздух, тоа ја шири експанзија на скробот, како што се прават пуканките во домашни услови. Се шират на тој начин, значи ја менуваме структурата на скробот. Тие се дехидрираат многу во поголем степен, може да имаат само 3% вода да се остане и потоа го добиваме тој финален производ на експандирани житарки, најчесто реков оризот. Сега што губиме? Денатурација на протеините. Значи, природниот хемиски состав на протеините го губиме. Некои истражувања одат и дотаму што велат дека се ствараат протеини кои што нашиот организам не ги препознава, па не знае како да ги искористи и да ги третира. Сложените јаглени хидрати, поради кои толку ги препорачуваме житарките, во текот на овој процес голем дел од нив преминуваат во прости, бидејќи влијаеме директно на структурата. И губиме дел од витамините, кои што поради високиот притисок и високата температура се губат Б-витамините. И тоа е ако застане овој процес овде. За жал, во многу производи добиваме само висок процент на калории, добиваме заситени масти, бидејќи тие почесто потоа се третираат, се глазурираат или со додаден шеќер, или со додадени масти, за да бидат поприемчиви за малите деца. Често пати добиваат и облик на нивните омилени јунаци од цртаните филмови, бои, адитиви, емулгатори, и веќе добиваме производ кој на вистина никогаш не го препорачувам за конзумирање. Вие ми споменавте еден многу експеримент кој што имам поприлично лоши резултати. Може да го споменаме, иако е изведен на глувци, сепак зборува за квалитетот на овие производи. Се работи за истражување направено во Франција од доктор Пол Штит, кој што долго време работел на квалитетот на производството во еден голем производител на екструдирани и експандирани житарки. Правел експерименти на глувци, ги поделил значи во неколку групи и ги хранел. Првата група ја хранел со брашно од цело зрно, вода и ги суплементирал со витамини и со минерали. Таа група на глувци живеела 1 година. На втората група на глувци им е давано само вода и суплементи од минерали и од витамини, живееле 2 месеци. На третата група само шеќер и суплементи, витамини и минерали, живееле 1 месец. А четвртата група која добивала експандирани житарки и екструдирани снегулки и вода и суплементи, витамини и минерали, живееле само 2 недели. Што значи дека долготрајна, постојана употреба, морам да нагласам дека тоа значи не е тип на студија која што може директно да ја пренесеме на човекот. Сепак се работи за глувци со посебен метаболизам, различен животен век, многу фактори. Меѓутоа не наведува да помислиме дека не можеме да и не треба да претеруваме во постојана употреба. Не само тоа, постојат и други испитувања кои што ни покажуваат дека многу честа употреба на вакви експандирани житарки и екструдирани снегулки го покачува гликемичкиот индекс на целиот на целиот оброк, па така води од мали нозе во еден вид на инсулинска резистенција, неосетливост кон инсулинот. И на тој начин, значи, веќе ги имаме и негативните последици. И за жал, речиси сите овие, сите морам да нагласам, имаат или додаден сол или додадена шеќер. И сега, ако сакаме да ги воведеме во период од животот на најмладите, кога се уште не сме дале сол, треба убаво да ја прочитаме етикетата, за да видиме дали има додадено сол. Во најобичниот корнфлекс, речиси во сите, на нутритивните факти каде што се наброени, на 100 грама од намирница има речиси 2,4 грама сол. За дете на кое што се уште не се запознало со солта посебно, тоа на вистина е ќе биде еден оброк каде што ние можеби ќе ја занемариме солта, а всушност сме ја дале. Исто така е за шеќерите.
Така, значи треба секогаш да се внимава, да се чита етикетата, да затоа се што прочита постојат- што се содржи продуктот кој што го купуваме. Мораме да бидеме многу внимателни. Постојат и исти вакви производи кои што се неоптеретени со сите овие производи кои што ги кажавме, поготово боите, конзервансите и емулгаторите, пак мора да ја нагласиме и позитивната страна на снегулките и на експандираните житарици. Со денатурирањето, со делувањето на скробот, со ширењето на клетката внатре, ги правиме полесно да се Да се ги варат, отстрануваме, да, значи да се варат, потоа полесно набабруваат, овозможуваме на нашите дигестивни ензими полесно билните влакна да ги совладаат, на тој начин да делуваме на перисталтика на црева, да добиеме волумен на столица, што често пати кај малите деца знае да се случи да биде нередовна. Значи ги правиме полесни и попријатни и не треба термички да ги обработуваме, бидејќи и со термичката обработка нешто Исто така, дел губиме. се губи. Што значи дека постојат и позитивни страни на конзумирање на ваков вид на производи. Но сепак најздрав оброк е домашно подготвена Најздрав оброк житарка. да. Како се подготвуваат? Кои житарки треба да се киснат пред да се сварат? Или пак има некои житарки кои што можат веднаш да се варат? Генерално, всушност, псевдожитарките, кои што и не се баш житарки по својата градба, не треба да се киснат. Тоа е се популарната киноа, амарантот, потоа просото, тоа не треба да се кисне, бидејќи нивниот состав, значи нивната опна на клетката дозволува да не бидат киснати, кај киноата морам да нагласам дека малите деца не ја сакаат, затоа што таа има горчливи сапонини на површината, па предлагам не да се кисне, меѓутоа добро да се исплакне во неколку води, за да се измијат тие горчливи сапонини кои што ги има. Другите житарки е пожелно да се киснат, затоа што во себе содржат антинутриенти. Антинутриентите таа е познатата фитинска киселина, која што во нашиот организам ние и имаме ензим фитаза, кој што на некој начин ќе го намали незиното дејство, но фитинската киселина се врзува за дел од нутриентите кои ние сакаме да ги примиме со житарките, важните калциум, магнезиум, железо, дел од витамините и во едни така наречени нерастворливи и недигестибилни соединенија, и затоа всушност е потребно да ги откиснеме. Голем дел од фитинската киселина се губи На таков начин. Да, потоа со термичката обработка се губи речиси целата количина на фитинска киселина, затоа треба термички да ги обработуваме. Јас не сум голем присталица кон тоа долготрајно киснење, па термички необработени, затоа што сепак имаат фитинска киселина, поготово не за малите деца, и на тој начин се ослободуваме од фитинската киселина. Но, она што секогаш го нагласувам. Постојат разни препораки кои велат дека треба и да го разбудиме зрното со долготрајно киснење од 24 часа, ќе го поттикнеме процесот на клиење, значи, па тој ќе биде на крај и поздрав, Така, изртен. изртен. Меѓутоа сакам да кажам дека содржината на зрното е многу погодна за развој на бактерии. Никогаш не препорачувам предолго киснење. Навистина во фрижидер една ноќ најмногу, но во фрижидер, надвор 4 часа до 5 и потоа добро плакнење и термичка обработка е најсигурниот метод на подготвување. Децата на почеток најчесто конзумираат гриз, потоа палента, ориз. Што се однесува до оризот, дали е подобро да биде интегрален или обичен? Секогаш е подобро да биде интегрален, затоа што содржината на Б витамини и на протеини во интегралниот и во обичниот речиси 1:2, а зависи од сортата, тој соодно знае да биде и многу поголем. Но тој треба да се смеле, затоа што навистина е
навистина е потешко Такви дигестибилен се и така, потврд и не го прифаќаат. Така да и не е страшно ако се почне со обичен бел ориз, додека се навикне детето, значи додека се повеќе почне да прима да кажам храна која што ќе ја конзумира целото семејство, меѓутоа целозрнените, значи кај кафеавиот ориз е секогаш подобро. Оризот всушност е многу добро за почеток и палентата, затоа што не содржат глутен. Јас препорачувам многу внимателно со воведувањето веднаш на житарки, од проста причина не дека имаме големи научни докази дека тоа ќе го направи организмот поосетлив, повеќе имаме пракса која што ни покажува дека прераното изложување на глутен во подоцнежниот тек го прави организмот поосетлив на глутенски производи. Така да навистина и оризот и палентата. Начинот на спремање на овие пак е прифатлив. Значи се работи за процесе на мала дехидрирање, мало одземање на водата, на кршење. Така, значи тука нема големо губење на нутриентите при обработката на зрното и добивање на гриз и палента. Има губење. Се што ќе влезе во одреден начин на преработка, губиме. Меѓутоа многу помал дел и да кажам дека е најсигурен дел, значи од тој тип, бидејќи се работи за дехидрирање, се работи за кршење, многу помалку стабилизатори и бои се даваат. Впрочем и секогаш велам на родителите да се водат од она што е напишано, што е пократко траен рокот, толку подобро. Толку е подобро. Кога е најдобро житарките да им се понудат како оброк на децата, дали наутро или навечер? Тоа зависи пред се, е многу индивидуално. Меѓутоа, житарката, како извор на енергија поради сложените јаглени хидрати, е потребно да се земе во првиот дел на денот, така да, кога ќе ги додаваме и другите работи, значи, му даваме на организмот квалитетна енергија, не правиме нагол скок на шеќери во организмот и подоцна на тоа додаваме храна која што е богата со минерали, витамини, масти и така натаму. Значи го енергизираме организмот. Мали количини, не многу, значи, поготово кога се воведува, може да се даваат слободно и навечер, иако морам да кажам дека дигестијата на житарките е долготрајна, па ако сакаме мирен сон, навистина треба полесна вечера да се даде, имајќи во предвид дека во најраната возраст се уште паралелно оди и доењето. Значи, во првата половина на денот житарките се секогаш најдобар избор. Но не можам да кажам дека е штета или зло ако се дадат и за вечера. Например, палентата спаѓа во полесно сварливите житарки. Децата многу е сакаат и најчесто ја јадат со кисело млеко. Значи, палентата е многу полесно дигестибилна и може да се даде за вечера за разлика од некои други житарки. Така. Што се однесува до комбинацијата на житарките, со што може да се искомбинираат? Дали со овошје или пак со зеленчук? Тоа е едно од најчесто поставуваните прашања на мајките. Со што можам да искомбинирам просо или пак киноа? Иако не сите се подготвени да дадат житарки кои што се нетипични за ова поднебје. Псевдожитарките се погодни за комбинирање и со едното и со другото. Треба да се знае дека кога ги комбинираме со овошје, не треба да преовладува овошјето, бидејќи самата житарка во себе содржи доста скроп, содржи јаглени хидрати, но содржи и шеќери. Што значи дека го обогатуваме целиот оброк со шеќери. Со зеленчук е можеби поизбалансирана нутритивно, меѓутоа пак децата не ја сакаат. Доколку сами ги подготвуваме житарките дома, комбинирање со овошје е добра комбинација. Но веќе оптеретени готови, експандирани, екструдирани, кои што веќе имаат шеќер, со овошје неверојатно многу го оптоваруваме целиот оброк со шеќер и веќе има висок гликемички индекс. Всушност и во светски рамки најкористената процесуирана шеќерна храна во светот се овој тип на житарки, токму поради тоа што имаме лажно чувство
дека всушност несуваме храна која што е сиромашна со шеќери. Така. Со зеленчук ја секогаш предпочитам дека е подобра комбинацијата, но со вода, бидејќи билни влакна имаат и овошјето, и зеленчукот, и житарките, и треба да се зголеми внесот на течност кога се конзумираат сите овие, бидејќи многу често првата обстипација кај малите деца настанува токму во моментот кога ќе ги дадеме житарките, затоа што тие бабрат во дигестивниот тракт и знаат понекогаш да дадат обстипација. Да создадат проблем. А има ли одредена количина која што се препорачува да биде внесена во детството кај детето? Дали има некои такви параметри? Јас Или мислам тука дека се количините флексибилни? треба секогаш да бидат да се водат педиатрите да ги даваат тие, бидејќи тие го следат развојот и растот на децата и знаат која калориска и нутритивна вредност им е потребна. Шемите во пракса многу не се покажале како добри, но доколку малите имаат поголема килажа, тие секако треба, или ако се поактивни, значи треба да се биде флексибилен во количините. Секако не треба да се оди под оној основен калориски внес кој што им е препорачан за возраста, а кој што го даваат педиатрите. А сега почнува да се наведува една нова информација дека кај житарките има пробиотски бактерии кои што се здрави за децата. Зашто точно се работи? Всушност се работи за пребиотски, значи се работи за одреден тип на нерастворливи билни влакна. Например, во некој од нив го има инулинот, тој многу се истражува во последно време и бенефитите се многу добри. Тие се храна, значи делуваат како храна, дел од нерастворливите билни влакна, односно една посебна структура на сложени јаглихидрати, представуваат храна на нашите домашни, кои што ги имаме, значи на микробиомот, односно нашата структура, цревна флора која што ја имаме во нашиот организам. Значи, им даваме храна на пробиотските култури и ја одржуваме во добра состојба нашата цревна флора. И тоа е нешто ново кое што сега веќе се докажа дека навистина додавањето само на пробиотици на долг временски период не дава резултати доколку ние не направиме средина погодна за одржување, да се одржат. Точно овие билни влакна, односно кои делуваат како пребиотици, овозможуваат да ја одржуваме добрата цревна флора. Па така, суплементација со пробиотици, да, а потоа храна богата со овој тип на билни влакна кои го има во житариците, пребиотици, за да го одржиме она што сме го постигнале со одредена интервенција. Каков треба да биде лебот кој што ќе им се понуди на децата? Дали и тука треба да се внимава? Дали треба да биде да содржи цело зрно? Секогаш треба да содржи цело зрно. Јас препорачувам најчесто да бидат и домашно спремени, затоа што во најраната возраст не сакам и премногу да биде леб во кој што доминира квасецот, затоа што тој на некој начин, еве, кога веќе ја спомнавме цревната флора, влијае, значи, на нарушување на балансот на цревната флора и уште плюс ако се даваат многу шеќери, тоа не е некоја пожелна комбинација. Целозрнен леб, секогаш, по можност домашно припремен, меѓутоа на вистина во последно време имаме на пазарот квалитетни лебови кои што може да се понудат без конзерванси, без адитиви, чиј рок на траење е некогаш и само 48 часа. Имаме па и бесквасни лебови. Така да, целозрно и, како што почнавме, големо внимание и информирање во читање на нутритивните факти и декларациите кои што... И во лебот има навистина неверојатни состојки, палмина маст има
во голем дел од нив. Јас изненадив кога Да, прочитав. потоа има остатоци од соино брашно. Соино брашно. Речи си во половина од потоа, продуктите да, имаш. понекогаш поради да се добие на мирис, се ставаат и некои адитиви, добивањето на вкус. Обично се ставаат заштити таму каде што ги имаме целите зрна. Целите зрна, протеинскиот состав и мастите многу брзо ужегнуваат. Така да технолозите мора малку да прибегнат и кон ставање на некои типови на конзерванси, за да ги одржат семките да не се расипат на подолг период. Што значи дека треба секогаш да се вратиме на тоа, да внимаваме на тоа што да купуваме, и мислам дека треба целосно, не само младите родители, целото население треба што повеќе веќе да го едуцираме за тоа што всушност треба да бара кога оди да купува производ. Тука си бисквитите. Многу често родителите на социјалните мрежи војуваат на таа тема, дали треба на дете да се даде бисквити или не, но и кога станува збор за бисквити, се нудат бисквити со најразличен состав. Исто има дел од бисквитите кои што содржат и шеќери, соино брашно, адитиви, но има и засладени, да речеме, со банана. На што треба да се внимава кога станува збор за бисквитите? Ајде да поедноставиме. Ајде. Што помалку состојки, Толку подобро. толку подобро. Доколку состојките се бескрајни, па тука имаме брусници, банани и така натаму, тоа веќе е високо процесирана храна. Шеќер, бидејќи бисквитите претежно се прават од бело брашно, секогаш има додаден шеќер. Да се внимава барем на тоа да нема хидрогенирани масти и секогаш да се внимава затоа што се знае многу вешто да се каже дека се збогатени со витамини. Што значи тоа? Во текот на процесирањето сме му ги одземале и за да го вратиме колку толку нутритивниот ефект на готовиот производ, ги фортифицираме, односно ги враќаме назад како додатоци. Бисквити многу ретко, после 12, па дури после 18 месеци нема потреба, затоа што секако еден ден и тоа ќе се проба, но никогаш не ги препорачувам. Знаете, доколку малите ги навикнеме на друг вкус, на друг производ, верувајте, искуството покажува дека и под снежните години тие ќе ја вкусуваат таа храна, но нема да доминира во целокупната исхрана. Да се избегнуваат што е можно повеќе и да се внимава. Многу често не се работи за банана натре во производот. Многу пати се работи само за арома На банана. на банана. И повторно доаѓаме до моментот дека треба да се прочита декларацијата што се содржи производот и еве да сублимираме сосема на крај кои житарки се всушност добар избор за децата. Житарките сите кои што се дома припремени, од овие снегулки експандирани, екструдирани, да се внимава да се прават комбинациите дома. Така. Да не се купуваат готови комбинации или доколку купуваме до комбинации готови, да ги читаме декларациите и да бидат што поедноставни во комбинациите. Домашно припремениот оброк е незаменлив. Незаменлив, токму така. Значи, најдете време за своите најмили, да одвоите простор, да најдете енергија, меѓу другото, бидејќи сите се оптеретени со работни обврски, но мора да се најде простор и време да се подготви здрав и квалитетен оброк за Така децата. е, да. Тука го заокружуваме денешното издание на 0N+. Ви посакувам убав празничен ден и пријатен продолжен викенд. Пријатно.